Почитуван министер за одбрана, почитувани генерали, почитувани сегашни припадници и поранешни припадници на единицата, почитувани ветерани на батальонот на специјални сили, почитувани гости, дами и господа. Денес ја одбележуваме годишнината на единицата која повеќе од 3 децении представува еден од најсилните столбови на одбраната и професионалниот идентитет на армијата. 1 март е ден на традицијата, ден на честа и ден на извонредност. Овој датум не подсетува дека силата на една армија не се мери само преку опремата, туку пред се со луѓето, со нивниот карактер, дисциплина и подготвеност да ја стават должноста пред личниот интерес. Батальонот на специјални сили е токму таква единица. Единица создадена од визија, изградена со пожртвуваност и потврдена низ години на работа, обука и служба. Да се биде припадник на батальонот значи да се прифати највисокиот стандард на војничката професија. Тоа значи подготвеност да се действува таму каде што условите се најтешки, каде одлуките се носат брзо и каде успехот зависи од довербата меѓу припадниците. Црвената беретка е символ на таа доверба. Не како знак на привилегија, туку како знак на превземена одговорност. Како началник на генералштабот, денес зборувам со особена почит кон сите генерации припадници кои ја градеа оваа единица од незиното формирање во 1994 година па се до денес. Нивната работа создаде единица која денес представува пример за професионализам во армијата и кредибилен партнер во рамките на НАТО алијансата. Во оваа прилика дозволете ми да ја изразам мојата длабока почит и кон припадниците од единицата кои го положија својот живот во служба на татковината. Тие чекореа таму каде што опасноста беше најголема, водени од должноста и љубовта кон својата земја. Нивната жртва не е само спомен од минатото, туку трајна обврска за сите нас, да ја чуваме слободата и да ги почитуваме вредностите за кои тие се бореа. Почитувани присутни, во изминатите 3 децении, батальонот на специјални сили беше носител на бројни процеси на трансформација и модернизација. Прва целосно професионална единица, прва во прифаќањето и примената на НАТО стандардите, прва која учествуваше во најсложени операции и мисии во светот. Овие достигнувања не се случајни. Тие се резултат на дисциплина, знаење и постојано усовршување. Да се биде прв е признание, да се остане прв е постојана обврска. Вашата обученост и професионализам се потврдени преку заедничките активности со сојузничките армии и учеството во меѓународните мисии. Со тоа ја засрстувате довербата што сојузниците ја имаат во армијата и во државата. Но една единица ја покажува својата вистинска вредност тогаш кога државата има најголема потреба од неа. И токму тогаш вие сте на висината на вашето мото, секогаш и секаде први. Во мисии, во кризни ситуации, во поддршка на институциите и граѓаните. Тоа е суштината на војничката служба. Почитувани припадници, современиот безбедносен амбиент поставува нови барања пред армиите ширум светот. Заканите се динамични, комплексни и непредвидливи. Затоа нашата сила мора да се темели на знаење, интероперабилност и постојано поддигање на борбената готовност. Очекувам батальонот на специјални сили понатаму да остане двигател на развојот, иновациите и оперативната извонредност во армијата. Останете верни на вредностите што е изградила оваа единица. Чест како морална основа, должност како секојдневна обврска и татковината како највисок идеал. Генералштабот и Министерството за одбрана ќе продолжат со вложување во луѓето, способностите и модернизацијата на армијата, затоа што без силни и подготвени војници нема сигурна држава. Вашата подготвеност е гаранција за нашата безбедност. Дозволете ми на крај, од моје лично име и од име на сите припадници на армијата, да ви го честитам денот на батальонот на специјални сили. Нека ви е честит и вековит 1 март.
Да живее батальонот на специјални сили! Да живее армијата! Да живее Македонија! Благодарам. Почитуван началник на Генералштабот, генерал мајор Ловчиски, почитуван командант на баталионот подполковник Благој Наумов, почитувани пратеници, почитувани колеги, почитувани припадници на баталионот, драги пријатели. Денеска сме тука на едно место и во исто време, не само да обележиме датум, туку стандард. Стандард на изворедност, дисциплина и подготвеност кој вие припадниците на армиските специјални сили го поставувате со декади. За мене како човек и како министер за одбрана, специјалните единици се пример за сите останати припадници, а причината е едноставна. Покажувате највисок професионализам, а не барате ниту внимание, ниту аплауз. Вашата мисија не е да бидете видени, туку зад превезот на јавноста овозможувате Македонија и македонските граѓани да останат сигурни и безбедни. Армијата е силна и почитувана во очите на секој македонски граѓани, а таа доверба од нацијата вие носите на вашите плеки. Токму таа доверба не се добива со зборови, туку само и единствено со обука, дисциплина и со карактер. Почитувани, македонската армија е НАТО армија. Тоа не се брани само на столчето во седиштето во НАТО, туку и на терен, каде заедно со вашите колеги од сојузничките армии покажувате дека сте изградени согласно највисоките стандарди на алијансата. Рамо до рамо, со нив е најголемиот доказ дека припаѓаме и на тој елитен клуб, дека имаме јасна визија и дека имаме врвни професионалци и водство кое секогаш дава се од себе. Вие тоа секојдневно го покажувате и дома и надвор од границите на Македонија. Тука сте за армијата, за државата, но најважно од се, тука сте за граѓаните. Во секоја криза, при секој ризик, вие сте првите што истапувате напред, подготвени да помогнат и да заштитат. Вие секој изминат ден покажувате дека армиската професија за вас е животен пат. Ја прифативте најтешката обука, најстрогата селекција, но и најголемата одговорност да служите на татковината со чест. А нам, на мене и на сите мои колеги во Министерството ни е доверена задачата и одговорноста да создаваме и да ги создадеме сите потребни услови за да продолжите да се развивате. Инвестициите во одбраната нема да застанат, напротив, ќе има многу повеќе. Набавуваме секој вид на опрема и лично вооружување. Набавуваме значајни одбранбени системи. Сето тоа е инвестиција во вас и во иднината на земјата, затоа што безбедноста не е случајност. Тоа е резултат на подготовка и напорна работа. Драго ми е што успешно соработувате и со нашите сојузници. Блиската соработка со специјалните единици на САД, Обединетото кралство, Унгарија, Турција, Грција, Романија и други, кои беа видливи минатата година, се најдобриот рецепт за континуиран успех. Почитувани припадници на баталионот на специјални сили, нека ви е честит денот на единицата 1 март. Но пред крајот, никогаш да не ги заборавиме и нашите херои што го дадоа животот за Македонија. Секогаш да се сеќаваме на нив, бидејќи тие се гордоста на нашата татковина. Бидете горди на себе, исто како што сум јас горд на сите вас. Да не застанеме тука, да продолжиме заедно да се развиваме, затоа што сите ова го работиме за Македонија. Да живее македонската армија! Да живее Македонија! Да сте ми живи и здрави сите, ви благодарам.